Јагуарот и зајакот. Си имаше јагуарот едно парче земја, но целото беше обраснато со плевел и коприва. Бидејќи јагуарот не можеше сам да го исплеви местото, тој викна неколку животни и им рече: на оној што ќе ја исплеви сета коприва, а нема да се почеша, ќе му дадам еден бик за награда. Мајмунот прв се понуди, почна да плеви, но набрзо се изжури и почна да се шеша. Јагуарот го истера и го повика еленот. Еленот почна да плеви, но и тој се журна и почна да се чеша. Дојде ред на јарецот, но и тој не успеа. Одеднаш од некаде се појави зајакот. Јас, рече тој, се нафаќам да ја исплевам копривата. Јагуарот си помисли: какви животни се обидуваа, но не издржаа, што бараш ти тука? Но сепак реши да го испроба и зајакот. Зајакот го исплеви поголемиот дел од земјата, но на јагуарот веќе му здодеа да го гледа. Тој го викна сина си, му нареди убаво да ги отвори очите и да внимава дали зајакот ќе се почеша. А зајакот цело тело чувствуваше јадеж, затоа тој му рече на јагуаровиот син: еј, дете, знаеш ли ти каков бик ќе ми подари татко ти? Со дамки? Со дамки? Овде, онде и таму, нели? Така зајакот сладко си се почеша. А малиот, глупав јагуар одговори: да, со дамки. Зајакот продолжи да работи и секогаш кога ќе се журнеше и сакаше да се почеша, тој му покажуваше на јагуарчето каде бикот има дамки и така се чешеше. Кога заврши со плевењето, тој побара да му се плати работата. Тогаш јагуарот му рече: земи си го бикот, но да знаеш, него можеш да го убиеш единствено само на оно место каде што нема муви, ниту комарци, москити, место каде што не се слушаат ниту петли, ниту кокошки. Зајакот го ислуша и тргна да си оди заедно со бикот. Пооде малку и застана. Слушна, пее петел. Тогаш си рече: се уште не. Продолжи да оди понатак. Долго одеа и кога веќе не се гледаа ниту муви, ниту пак комарци, москити, не се слушнаа ни кокошки, ни петли, зајакот го закла бикот и само што почна да го дере, етети го јагуарот. Кумашине, дај ми малку месо, ме боли стомаков, од утрото ништо не сум каснал. Зајакот му даде едно големо парче месо, а јагуарот за миг го проголта и побара уште. Тој почна дури да му се заканува на зајакот дека и него ќе го изеде ако не се согласи на делба. Така, кутриот зајак мораше да му го даде целото месо на јагуарот. Потоа тој одвај се довлечка дома, тажен и премален од работа. Сите коски го болеа од умор. Беше многу бесен и лут на јагуарот. Почекај само, си мислеше зајакот, ќе ти се одмазнам јас тебе. Тој го забележа местото каде што најчесто одеше јагуарот и насече големи лијани. Кога виде тоа, јагуарот веднаш го праша зајакот зошто го прави тоа. Зајакот му рече: Господ за казна ни праќа многу силен ураган, затоа сакам да се врзам колку што може поцврсто, за да не ме однесе ветрот. Јагуарот почна да го моли: те молам, кумашине, врзи ме првин мене. А зајакот не сакаше ни да чуе, туку рече: прво морам да си го врзам целото мое семејство. Јагуарот долго се убедуваше и најпосле зајакот, божем нерадо, се согласи. Го врза јагуарот и толку силно го стегна што овој почна да вика: олабави малку од лијаните, кумашине, не можам да дишам. А зајакот уште посилно го стегаше. Не смеам, рече, зашто ветерот ќе те однесе. Го врза јагуарот колку што можеше поцврсто и избега. Тогаш дојде мајмунот и јагуарот почна да го моли: одврзи ме. А мајмунот му рече: нека е благословен тој што те врзал, и не сакаше дури ни да застане. Помина и еленот, но и не сакаше и тој да го одврзе јагуарот, а исто беше и со јарецот. По некое време се врати зајакот за да види дали јагуарот е се уште жив. Јагуарот почна да го моли, заклонувајќи му се на вечно пријателство. Зајакот се преправаше како божем тој воопшто да не сакал тоа да го стори, дека многу му е жал. Го одврза, јагуарот веднаш се нафрли на него. Зајакот јурна кон дупката, но јагуарот цврсто го зграбчи за шепата. Зајакот види дека се наоѓа во голема опасност, па му рече на јагуарот: ама си глуп, си се фатил за коренот, па мислиш дека тоа е мојата шепа. Јагуарот ја пушти зајачката шепа, а итриот зајак за миг се скри на дното на јамата. Јагуарот веќе не можеше да го фати. Токму во тоа време на едно дрво во близината на јамата се одмараше една чапја. Јагуарот ти рече: кума Чапјо, ќе сакаш ли да внимаваш малку на зајакот додека јас да донесам лопата?
Јагуарот отиде по лопатата, чапјата остана да стражари. Тогаш зајакот и викна: "Кој тоа мене ме надгледува? Дојди поблиску до влезот на јамава и отвори ги очите колку што можеш." Чапјата сосем се приближи до јамата и широко ги отвори очите. А зајакот и фрли песок во очи и побегна. Додека чапјата си ги триеше очите, од зајакот не остане ни трага ни глас. Јагуарот се врати и почна да копа. Копаше, а зајакот никаде го нема. Тогаш ја праша чапјата: "Кумо Чапјо, каде е зајакот?" "Не знам," одговори чапјата. "Ми фрли песок во очите, па ништо не можев да гледам." Така и триот зајак го насамари злобниот јагуар.